Зошто налогот за претрес на кабинетот и домот на екс-председателот на Скопска единица Владимир Панчевски доаѓа од Гевгелискиот суд, а не од Кривичен, и дали истиот е законски? Ова е најверојатно причината заради која председателот на Врховен Јово Вангеловски и членови на судскиот совет предводени од Караджовски вршеле увид во Гевгелискиот суд кој го даде налогот на специјалното јавно обвинителство. Портпаролката на судот заради закажени судења не беше во можност да објасни има или не контрола. Ниту првиот човек на Гевгелискиот суд не беше достапен да одговори дали, зошто и за кој предмет се прави контрола од Врховен и судски совет, иако тоа е надлежност на Советот за утврдување на факти како тело каде пристигнуваат поплаки за работењето на судиите. Во судот во Гевгелија никој не сакаше да потврди, ниту пак да одговори дали и зошто се правела контрола од страна на представници на високите судски власти во нашава земја. Дел од вработените на заминување од судот прв пат слушнаа дека Вангеловски и Караджовски биле во посета, други пак тврдат дека дошле во 11 часот и во рок од 2 часа си заминале. Ниту Вангеловски, ниту Караджовски не одговараа на телефонските повици. Двајцата треба да утврдат дали судот во Гевгелија донел исправна одлука за претресот во домот на Панчевски, зашто има поднесено преставка до судскиот совет. Според правните експерти, Вангеловски со правни преседани имаше неколку спасувачки мисии. Ова е нов обид да се спаси Панчевски од евентуална одговорност, иако комисијата при Министерството за правда има откриено злоупотреби на АКМИ системот за распределување на судските предмети. Специјалното јавно обвинителство вршеше претрес во канцеларијата и домот на Панчевски заради сомневање дека сторил кривишно дело оддавање службена тајна и дека се местеле предмети преку АКМИ системот.